Добар ден, добро дојдовте во училницата. Јас сум Весна Попучовска, оделенски наставник во Основното училиште Александар Турунџев, село Кукуречани, Битола. Денешната училница е поврзана со предметот природни науки и часот број 16 допир. Значи денес ќе учиме за нашето чувство за допир. Кои се образовните цели на овој час? На овој час ќе научите да поставувате прашања за вашето сетило за допир. Ќе го истражувате сетилото за допир и начините на кои го употребувате за да учите за светот околу вас. Ќе откривате какви се предметите околу вас и ќе можете да кажете со кој дел од телото најмногу чувствувате допир. Што ни е потребно за овој час? На овој час треба да употребиме една торбичка во која што ќе ставиме повеќе предмети или пак играчки. Онеа треба со затворени очи да извлекувате по еден предмет. Извлечениот предмет ќе го допирате и ќе се обидете да го опишете. Значи со помош на чувството за допир, со вашите раце допирате и кажувате каков е предметот. Дали е мал, голем, каква форма има, дали е мазен, рапав, мек, тврд и така натаму. На овој слајд гледате повеќе предмети. Едно зајаче, облаче, дел од каенина, магична коцка, повеќе топки и едно гумено пајче. Ако извлечеме топката, можеме да кажеме дека е голема, тврда, има кружна форма или можеби малата топка. Магичната коцка е рамна, тврда, мазна, зајачето е меко, големо. Виолетовата топка има испакнати површини. Предметите со кои ќе играте е ваш избор, односно ќе употребите предмети и играчки кои што ги имате во вашиот дом. Што треба да направите кога ќе го извлечите предметот? Значи, прво треба да го допрете со вашите раце, да ја кажете неговата форма, големина, какво е мазно, тврдо, рапаво. При опишувањето треба да внимавате што ќе кажете. Значи, кажувате големина, форма, но исто така можете да кажете како се вика тој предмет, дали е за играње, за што се употребува или пак кој го употребува. Важно е при опишувањето да ги користите зборовите големо, мало, мазно, рапаво, меко, тврдо, лесно. Доколку предметот можете да го опишете со други зборови, тогаш можете да ги употребите и нив. Во рамките на овој час може да направиме неколку активности. За таа цел треба да имате партнер со кого ќе играте, односно потребно да имате другарче. Ако немате другарче покрај вас, тогаш можете да играте со вашиот брат, сестра, вашите родители или баба или дедо. Целта на оваа игра е да кажете каде на телото најмногу го чувствувате допирот. Кога играте со вашето другарче, треба да ги затворите очите, а тоа треба да ве допира на некој дел од телото. Вашата цел е да кажете каде го чувствувате допирот, каде ве допрело на вашето другарче. Дали е тоа на грбот, на носот, на стапалата, на дланките, на рамото, на коленото или на некое друго место. Во текот на играта со другарчето можете да ја смените улогата. Сега вие допирајте го вашето другарче, а тоа ќе кажува каде сте го допреле. Играта можете да играте повеќе пати. Следната игра е активно за истражување на чувството за допир со употреба на слика. Сликата може да биде од целото тело, може да биде само главата, може да биде слика од животно или од некој друг предмет, автомобил, велосипед или сосема нешто друго. Прво што треба да направите е да ја погледнете сликата. Потоа да земете марама и да ги заврзите на очите, за да не можете да ја гледате. Следното што треба да го направите е да ја допирате сликата со рацете за да ја почувствувате. Вашето другарче треба да ви каже каде точно треба да ја допрете сликата. Ако се работи за глава, значи дали да ја допрете на носот, на ушите, на устата и така натаму. Обидете се повеќе пати, исто како и во претходната игра. Сменете ги улогите со вашето другарче. Сега вие на вашето другарче кажете му каде да ја допре сликата.
Оваа игра можете да играте повеќе пати, можете да ја смените сликата, но исто така можете да запишувате кој дал најточни одговори. Да повториме. Што научивме од овие активности денес? Значи, научивме дека чувството за допир го имаме по целото тело. Ние чувствуваме кога нешто или некој не допира. Чувството за допир е најсилно на прстите на нашите раце. Со допирање можеме да кажеме какво е нештото. Значи, на овој час учевме за чувството за допир. Игравме неколку игри, допиравме и опишувавме различни предмети, игравме игра со допирање на различни делови од телото и игра со допирање слика со покриени очи. Преку нив го истражувавме чувството за допир. Преку чувството за допир, исто така, можеме да почувствуваме и болка, можеме да ја истражуваме околината, да откриваме допир на различни делови од телото. Можеме да ја одредиме температурата околу нас, односно дали е топло или ладно, или пак можеме да кажеме дали некој предмет е топол или ладен. За да го откриеме сето тоа, најмногу од се ги користиме прстите на нашите раце. На следниот час ќе научиме дека сите ние на нашите прсти имаме различни отисоци. Овој час како презентација можете да го најдете на страната на Општина Битола. Во страната на Општина Битола ќе ја побарате домашната училница, а од неа делот за основни училишта. Во основни училишта побарајте го делот на Основното училиште Александар Турунџев и делот на природни науки. Тука на овој слайд е дадена и адресата, односно линкот на кој што можете да влезете во домашната училница на Општина Битола. Ви благодарам на вниманието и се гледаме на следниот час.